Веќе сме лайв. Шалом и добро вечер од мене. Јас сум Оливер Божинов, а со мене е мојата сестра во Христа Јулијана Спировска. Шалом. Вечерва Шалом. Вечерва имаме една многу интересна тема што верувам ќе го задржи вашето внимание. Интересно е тоа што би сакал да споделам дека ќе имаме многу интересни и убави информации, затоа спремете си ги вашите пенкала, вашите тетрадки да се запишете. Ако не успеете да запишете се, линкот верувам дека ќе биде активен и после тоа, за нели да си допишете тоа што ќе го кажеме оваа вечер. Така е. Така е, Оли, шалом и од мене, Божи благослов во Христа. Ве поздравам сите кои што не гледате моментално и кои што ќе не гледате подосна, како што кажа Оли, и ве поздравувам од моето домашно студио во Охрид. Времето е ладно, врне снег, но фала му на Бога сме добри, здрави, живи и би сакала да го прашам и Оли како е тој, бидејќи тој е во неговото домашно студио во Неготино. Како си, Оли, ти? Одлично, благодарам на прашањето. Да, како што кажа, надвор е ладно, но дома е топло и во нашето срце е топло. Така е. Така да. Фала му на Бога. Фала му на Бога. Јуле, денеска да имаме... почнеме. Да, денеска имаме многу интересна тема. Така е. Може ли да ми кажеш кои се тие бариери во животот на човекот? Така е, Оли, имаме доста работа и треба да започнеме со Бога напред. Па би сакала да кажам дека кај луѓето се јавуваат многу бариери во нивните животи, за кои што некогаш и не се свесни. И тоа се најчесто внатрешни борби или страдања со кои што се соочуваат, и тоа се ситуации или избори кои што ги правеле нивните предци во минатото, односно одредени постапки кои што ги правеле во минатото. Но за жал сето тоа кој што предците го правеле се рефлектира и во животот на човекот подоцна. Тоа се проклество. Токму и за тоа вечерва ќе зборуваме. Како е на дефиниција која што би можела да ја дадам за проклествата е тоа дека тие се одредени пречки или бариери кои се појавуваат во животот на човекот, но човекот со свој труд не може да ги надмени тие бариери колку и да се труди и сака да излезе од таа каша или од таа ситуација, но на кој што се бара од човекот е да го пронајде изворот или коренот од каде дошло тоа проклество во неговиот живот. Кој грев го направил за да се манифестира тоа проклество во неговиот живот? Човекот како човек, сите знаеме дека само од себе си е бунтовен, гневен, сака да си тера по свое, кога некој ќе му каже дека треба да биде во ред, во мир, да му даде одговорност или дисциплина, тогаш човекот се лути и негодува, за жал. И најчесто кога ќе го прашаш човека дали верува во Бога, ќе ти каже да, јас верувам, но на свој начин. Но Господ не сака да му веруваме и да му угодуваме на наш начин, туку сака да му веруваме на негов начин, а неговиот начин е според Божјото слово, Библијата, каде пишува каков е Бог, каков е неговиот карактер, неговата волја за секој ден од нас и неговиот совршен план за спасение на целото човештво. Па затоа, или избираш да живееш во слобода, со Бога, по Божјиот пат, или избираш да живееш во робство, без Бога, во безредие, во хаос и во вечна смрт. Токму и за тоа сакаме вечерва да зборуваме јас и Оли за проклествата и би можела да начнам кратко дека постојат 3 категории на проклества. Тоа се наследни, стекнати и нафрлени проклества. И можам да кажам дека како извор на тие наследни проклества се јавува Бог, како извор на стекнатите проклества се јавува самиот човек според начинот на неговото живење, зборување или однесување, а како извор на нафрлените проклества се јавуваат другите луѓе кои што може да те проколнуваат. Верувам дека малку по малку ве заинтересиравме за темата за која што ќе зборуваме вечерва, па да почнеме со Бога напред едно по едно да ги разјаснуваме работите, односно категориите на проклества кои што постојат, па би сакала да го прашам Оли, што представуваат тие наследни проклества и во какви типови може да се јават во човекот? Па, интересно е што од своите предци секој може да добие, нели, да наследи куќа, стан, ниви, викендички, убави, нели, материјални нешта, но интересното е што може да се наследат и проклетства. Извор на овие наследни проклетства е Бог, а причината е непослушноста кон Бог и Божите зборови од страна на нашите предци, а исто така и живењето во непослушност кон Бога е грев. Библиски пример имаме за непослушност ни беа Адам и Ева, кои не го послушаа Бог и јадеа, нели, од забранетиот плод и поради нивната непослушност целото човештво се здоби во проклетство. Исто така, ако
нашите родители или предци се занимавале со славење на светци, со окултизам, спиритизам, одење по пајачи, гледачи, астролози, правење магии, богохулење, идолопоклонство, сето тоа, убиства, крадење, тука значи спаѓа лажно сведочење или вршеле други гревови за кои не се покајале и живееле грешно против Бога, тогаш тие го предизвикале Божиот гнев и заработиле проклетство. Ова проклетство се наследува до трето и четврто поколение. Можеби ќе се рече зошто јас да имам последици за нешто што го правеле предците. Во Библијата е пишано. Во Излез во 20 глава од 1 до 6 стих, би сакал да ви го прочитам овие стихови. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови велејчи. Јас сум Господ, Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е доле на земјата, што е во водата под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ, Бог твој, Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до трето и четврто поколение. Ако тие ме мразат, кој покажува милост на илјадници поколенија, што ме сакат и ги чуваат моите заповеди. Интересно, нели? Наследните проклетства се манифестираат низ наследни болести, несреќи и случувања и страдања кои се повторуваат од генерација на генерација. Тука се исто така може да ги ставиме смртните случаи на бебиња или на деца. Некаде може да умираат во некој семејство само мажите, некаде само жените. Тука се трагедиите, спонтаните абортуси, разводите, неможност за семејна реализација. Но причините за наследно проклетство се неколку и тука би ги набројал: кога луѓето вршат идолопоклонство, кога не го слушаат Божиот глас, кога се непокорни и во бунт, кога крадат од Бога и кога го повредуваат Божиот народ. Сега, Јуле, дали можеш да ни споделиш кога луѓето вршат идолопоклонство? Паули, да ти кажам, ова категорија на наследни проклетства е многу често застапена во Македонија, барем во градот во кој што јас живеам, за жал. И самото име идолопоклонство кажува да правиш од некого или од нешто идол, да ти биде предмет на обожување, на поклонување, на славење, да биде примерот кој што го гледаш, кој што го следиш и да биде, за жал, твој авторитет. Но Бог е ревнив Бог. Ревнив значи Бог е љубоморен и тој не ја дели својата слава со никого. Па затоа ние треба да бидеме послушни на Бога и да го обожуваме и славиме само Бога, односно Бог да биде нашиот врховен авторитет. И јас би сакала да прочитам стих од Стариот Завет во поглед на тоа. Го читаме во Второ Законие, во Стариот Завет, 27 глава, 15 стих, каде се вели: проклет да е оној човек кој ќе направи изрезан или излиен идол од одвратност пред Господ, а работа на уметнички раце па го стави на скришно место. Самиот стих доволно кажува дека човекот кој има идол, освен Бог, мислам, Бог е врховен авторитет, но ако имаш други идоли освен Бог, тогаш веќе влегуваш во проклетство. Што се може да биде идол во животот на еден човек? Прво и основно, како што кажав, бидејќи потекнувам од Охрид, идол на луѓето најчесто им се светците. Ги боготворат, ги величаат, ги слават, им се поклонуваат. Потоа иконите може да бидат идол, може да бидат парите, може да бидат болестите, може да бидат одредени луѓе, пример спортисти, политичари, филмски звезди, уметници, значи на кои што вие сакате да бидете како нив или слично. Пример, амбицијата да станеш главен, популарен, славен, познат помеѓу општеството. Исто така идол може да биде твоето тело, многу му обрнуваш внимание, да имаш убава мускулатура или слично. Работата може да биде идол, постојано мислиш за неа, постојано зборуваш за неа. Исто така идол може да биде твојот сопруг, твојата сопруга или твоето дете, односно фокусот цело време да биде само кон нив. Исто така, можам да кажам какви може да бидат идолопоклонствата. Исто така, идолопоклонство може да има човекот кон туѓото мислење. Пример, истото тоа е застапено во нашата држава, што ќе кажат другите за мене, ако направам нешто, што ќе помислат, што ќе кажат, ете ќе ме мразат, ќе ме сакаат или така натака. Потоа имам идолопоклонство кон страсти, кон нагони, имам идолопоклонство кон незадоволство, тоест постојано мрморење, се нешто не чини, облакување од болести, хипохондрија, песимизам и слично, или пак идолопоклонство кон бројаници, талисмани, кон символи, кон одредени слики, со уверување дека доколку, пример,
угрлицата или ланчето го ставам на себе со убедување дека тоа ќе ми носи среќа или ќе ме штити од некакво зло. Но сакам да кажам дека идолопоклонството не само што е наследно, може да биде и стекнато. Тоа значи дека доколку сега имаш идол и од нешто правиш идол, тогаш ти го разгоруваш Божиот гнев и автоматски си под проклетство. И како што кажа Оливер преходно, тоа проклетство се префрлува и до трето и до четврто поколение. Паули би сакала да продолжиме со другите категории на наследни проклетства, а тоа беше кога луѓето не го слушаат Божиот глас, па би можел да ни кажеш нешто повеќе за тоа. Да. Човек се одвојува од Бог кога е непокорен и непослушен на Бог или кога врши греф, нели? И тоа го привлекува, како што кажа, Божиот гнев и тогаш човекот се отстранува од Божиото присуство, што фактички е проклетство. Затоа е многу важно Божите зборови кои ги слушаме да ги извршуваме, затоа што исто и неизвршувањето на Божите заповеди е греф. Послушноста кон Бог се изразува со својата отвореност да го слушаш Божиот глас, а Бог нас не зборува преку директно во нас преку читање на Светото писмо Библијата. Но треба сето тоа што го читаш да го примиш како своја вистина, да го живееш и да го применуваш во својот живот. Така е, амин. Никој не те приморува, да читаш Библија, да слушаш или да живееш богоугодно. Имаш право на избор, но треба да знаеш дека ако одлучиш да го следиш Бога, ќе бидеш благословен. Во интерес на времето, накратко би сакал да ги спомнам, набројал неколку проклетства што човекот ги доживува додека кога не го слуша Божиот глас, а се опишани во Второ Законие во 28 глава. Тука спаѓаат самотијата, болестите како истоштеност, красти, јадежи, беснило, лудило, жеги сиромаштија, неплодно, спонтанни абортуси, оттуѓување на деца, страдење на деца, дури сиромаштија при работа и немање прилив на средства. Ова, искрено човек да се замисли после од кога ќе го прочита сето тоа. Јуле, да те прашам, дали би можела да не кажеш што друго може да биде причина за наследно проклетство? Да, Оли, има уште причини кои што може да бидат, исто така други фактори кои што може да бидат причини за наследно проклетство, тоа е непокорноста кон Бога. За жал постојат и луѓе кои што се непокорни на Бога, како што има и луѓе кои што не го слушаат Божиот глас, па можам да кажам дека човекот е створен за да ја исполнува Божјата волја, но луѓето не секогаш исполнуваат Божјата волја. Кога човек не исполнува Божјата волја, тогаш не само што се бунтува против Бога, туку и непријател со Бога. Такви случаи има многу во Библијата, како во Стариот, така и во Новиот Завет, па би сакала накратко, во интерес на времето, да раскажам за една случка во Стариот Завет со Миријам и Арон, кои што зборувале лошо против својот брат Мојсеј, кој што бил избран од Бог да го изведе израелскиот народ од Египет до ветената земја, и мрмореле за тоа зашто Мојсеј да биде тој кој што е избран и такви ситуации, но тоа Бог го слушнал и Божиот гнев се излеел врз нив, така што Миријам била прокажена со лепра. Ситуацијата на крај завршила добро, во ситуација со тоа што Миријам и Арон се покаале за своето бунтовништво и на крај Мојсеј го моли Бог за да биде исцелена неговата сестра од лепра. Од ова случка сакам накратко да доловам дека непокорството кон Бога е страшна работа. И тоа значи човекот кога е непокорен на Господ не се плаши од Господ. А кога човек не се плаши од Господ, тогаш нема почит кон Господ. И најчесто и во денешно време многу луѓе се случува да се обидуваат да го излажат Господ или се колнат напразно во Господ. За разлика од Стариот Завет, Новиот Завет е Господ Исус Христос и сите викаат Господ е љубов, Господ простува. Да, точно, тоа е така, Господ е љубов, но кога се работи за лага или за колнење или за бунт, тогаш Господ е ист во смисла на тоа што не поминува туку така. Во Новиот Завет сакам да ви раскажам исто така на кратко за една случка со маж и жена, Ананија и Сафира, кои што се обиделе да го излажат Бога, но тоа не му успеало, бидејќи Господ никој не може да го излаже. Во времето на Новозаветната црква луѓето живееле заедно, се им било заедничко, парите ги делеле, сите ги собирале на едно купче и се што имале продавале за да средствата бидат на тоа купче, биде се заедничко. Но тие кога продале нивата, си задржале дел од парите и другиот дел го однеле пред нозете на апостолите. Но тогаш апостол Петар кажува Божи зборови дека тие не ги излажале луѓето, туку Бога, со тоа што
Ананија паѓа мртов, а после 3 часа ја повикале неговата сопруга Сафира, која што исто така излажала, и таа паднала мртва, со што ги обзело страв сите кои што присуствувале и го гледале сето тоа. И верувам дека не помислиле да го излажат Бога. Сакам да кажам од од овие две случаи, ова паралела која направив, сакам да кажам дека кога човек е непокорен на Господ и кога нема страв од Господ, тоа е како трло без ограда. И буквално кога овците се во едно трло, а нема ограда, може да избегаат каде сакаат. Така да човекот кога нема ограда, тогаш лесно може да биде податлив да направи грев, како во однесување, така и во зборување. Па затоа би ве советувала и би завршила во овој дел со ова реченица дека се скриено пред Бога е откриено и дека Господ не може никој да го излаже. Така е, Оли? Така, баш така. Баш така. Би сакала да продолжи со другите типови на наследни проклетства. Мислам дека следува што значи да се краде од Бога. Што тоа значи? Верувам дека на повеќе од луѓето не им е познато таа категорија, крадење од Бога. Би било интересно и да ни кажеш што значи да се краде од Бога. Значи, крадењето од Бога значи да задржуваш од она што му припаѓа на Бог. Значи, задолжение на секој вистински верник е давање на десеток во црквата во која припаѓа. Значи, на тој начин ние изразуваме нашата почит кон Бог и таквата покорност, значи со таквата покорност се излеваат Божите благослови врз човекот и тоа во полна мера. Значи, давањето на десеток е пред законот Божи, нели даден преку Мојсей, тоа го гледаме уште од Адам, времето на Адам, но таа обврска кон Бога продолжува и во Новиот Завет, откако живееме по милоста на Божја преку Господ Исус Христос, а не преку закон, нели? Што значи десеток? Десеток значи 10% од сите приходи ги даваш на Бог, а задржуваш 90%, например, од платата, која целосно му припаѓа на Бог. Платата не доаѓа од нашиот труд, туку доаѓа од Бог, затоа што Бог ни ја даде работата, нели? Така е. Давање на десеток не е донација, и доколку даваш донација, не даваш десеток, уствари тоа е крадење од Бога, и секој што задржува краде од она што му припаѓа на Бог. Јуле и сама го кажа примерот, нели, моментот, не да Боже, значи, нели, да дојде до такво нешто, е удрен со проклетство кој најчесто се манифестира со беда и сиромаштија, едва и вразување крај со крај, нели, во месецот, и губење на она што го има. Има еден многу интересен стих што би сакал да го прочитам во Малахија 3 глава од 9 и 10 стих, вика: со проклетство сте проколнати зашто ме крадете, вие и сиот народ. Донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во мојот дом. А потоа испитајте ме, вели Господ Саваот, зар нема да ги отворите небески, за да излијам благослов на вас, па да имате и напретек. Така Но зошто е, некои луѓе, амин, но зошто некои луѓе не би му дале на Бог она што му следува? Има две причини. Бидејќи не знаеле, што укажува дека таквиот човек не го познава Бог и Божите закони, а другата причина може да е човек да е скржав и може да е врзан за парите, нели? Додека пак непосредно наследно проклетство исто така имаме кога вршиме повредување на Божиот народ. Верувам дека повеќето што го гледат ова знаат, но за оние што не знаат, евреите се Божиот народ, соодветно тие се заштитени и секој што го повредува еврејскиот народ, нели, е проколнат. Ова ветување Бог го излеа врз Авраам како благослов, инаку Авраам е евреин и тој е наш татко по вера. Сега, доколку некој од нашите предци има направено злосторство врз некој евреин или врз еврејскиот народ, тоа е причина за наследно проклетство, кој можеби, нели, човек да го доживува. Затоа треба да се молиме исто така за Израел, да го благословуваме еврејскиот народ, затоа што нашето спасение дојде преку евреите. Исус беше евреин, и ако го љубиш Исус, ти ги љубиш евреите. Исто така ги љубиш и неевреите, нели? Сите што веруваат во Господ Исус Христос се Божји народ, соодветно, оне кој е против Бог и против нас, кои што веруваме, ќе биде по Божјо проклетство. Сега, тука исто така би можел да продолжам и со стекнати проклетства. Така е, може. Може. Добро ми тргна, нели? Така, може, да. Интересно. Значи, во кратки црти, проклетство може да се стекне доколку си човек е под дејство на наследни проклетства или како одлика на своите свесни избори да живееш во грев и да имаш
навика да грешиш или да го оправдуваш гревот. Тогаш, значи, одиш против Бог и го предизвикуваш Божиот гнев врз тебе. Постојат повеќе ситуации кои го доведуваат човекот да стекне, значи, проклетство. Јас би ги набрал накратко само стекнато проклетство од окултистички дејствија, преку лажни учења и проколнати предмети кои се внесуваат во домот на човекот. Окултизмот во принцип, значи, има различни имења, но означуваат дела и активности кои се надвор од вистината, тоест од Светото писмо. Постојат луѓе кои се длабоко навлезени во мистиката и применуваат техники, ритуали, обреди на жртвување кон ѓаволот. Тие действуваат преку пророкување за иднината, баење, јасновидство, магиски влијанија и така натаму. А некои пак се користат со тарот карти, гледање на графчиња на кафе. Сите овие техники кои се изразуваат, значи, се пагански, празноверие и вештерство. И треба да знаеме дека сите овие практики се сатански и не се од Бога. Додека пак лажните учења, лажните пророци ги има и денес, а Исус кажа дека ќе се појават оние кои што ќе тврдат дека Исус е кај нив и е со нив, но тие ќе бидат лажни христоси или со други зборови кажано лажни спасители кои ќе нудат помош и спасение. А тоа е лажно спасение. И ќе бидат и лажни пророци кои го искривуваат Божјото слово и ќе кажуваат невистини, ќе внесуваат лажни учења, исто како што змијата ја прелажа Ева, им велеше, нели, ќе бидете како богови. Кај нас исто така многу е застапено внесување на разни предмети во куќата, кои исто така може да бидат причина за проклетство. Луѓето кога се враќаат од одмор, јас сум бил сведок на многу такви случаи, кога се носат сувенири од лажни богови, свинга од Египет, значи грчки статуетки од Афродита божицата, турското око е многу застапено за жал, пердови, маски, амајли, талисмани. Еве ви кажав, и доколку знаеш дека некои нешта се проколнати, а сепак ги правиш, тоа ти е исто како склопување на завет со ѓаволот, а пишано е не прави завет со нив, ниту со нивните идоли. Тоа е пишано во Излез во 23 глава, 32 стих. Колку е одговорно само, нели? Така е, да. Сега, Јуле, би сакала да те прашам кој друг вид на стекнато проклетство можеш вака да ни споделиш? Исто така, Ули, постои и проклетство, стекнато проклетство поради погрешно поставена надеж. Тоа е, мислам дека најзастапено во денешно време, бидејќи кога човек ќе се соочи со некаков проблем или кога треба нешто да направи некој подвиг во животот, пример бизнис да отвори или не знам друга каква ситуација, наместо да се помоли на Бога, да побара излез или да побара благослов од Бога, најчесто луѓето се подбираат или на себе си, на своите способности, или на познати угледни пријатели кои што ги имаат во општеството, кои што се мокни, популарни или славни, или пак се подпираат на парите, односно на капиталот кој што го наследили или кој што го стекнале. Но јас сакам да прочитам во еден стих, многу битен стих во Стариот Завет, во Ремија, во 17 глава, 5 и 6 стих, тоа се два стиха кои што кажуваат каков е човекот кој што се надеве на човек. Господ зборува вака: прокле да биде човек кој се надеве на човек и слабото тело го смета за своја мишка и чие срце се одвратува од Господа, зашто тој е како трње во пустината. Не чувствува кога е среќата близу, ги престојува деновите во исушената пустина во солена ненаселена земја. Тоа значи дека кога човек се подпира на телесното или на телото, тоа е нели минливо и распадливо, значи се што има денес, утре можеби да го нема, тоа е погрешно, бидејќи човекот треба да се моли да се надева на Господа, а не да се подпира на луѓе, на пари, на себе си или на своите способности, бидејќи секоја способност која што ја имаш ти доаѓа од Господа и негова е славата и честа. Не му треба да му ја оддадеш. Кога човекот се подпира на себе си, тогаш влегува автоматски во проклетство. Се што ќе фати не му успева или кога нешто ќе фати не го тера до крај. Таквиот човек е жеден, како да се наоѓа во пустина, како да нема свој дом, како едноставно е бесплоден и кога знае дека може да даде плод, како ништо да не влегува во него. Но од друга страна има друга спротивност која е добра, а тоа е човекот да биде благословен. И што мислите според ова што јас и Оливер го кажуваме, кога човекот е благословен? Во истата глава, во истиот дел, сакам да кажам и други два стихови за тоа каков е човекот кој е благословен, од кого доаѓаат благословите. Благословен да биде човек кој се надева во Господа, кому Господ му е надеж. Сличен е на дрво засадено покрај вода,
што ги пушта корењата кон потокот. Не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жегата. На него зеленилото станува секогаш. Во сушна година не се грижи, не престанува да донесува плод. Алелуја, колку убаво. Амин. Тоа Алелуја. значи дека кога се надеваме на Господа сме многу благословени и дури кога има невремиња, несреќи или економски кризи околу нас, ние не се плашиме зашто знаеме дека Господ е со нас и дека надежта ни е во него, дека тој никогаш нема да не остави ниту да не напушти. Тоа е многу убаво. Би сакала на овој тип на проклетство да се надоврзам и на друго, кое е исто така многу застапено кај нас, а тоа е самопроклнувањето. Постои една многу позната поговорка меѓу народот која вели зборот гради, ама и зборот руши. Па затоа сакам да кажам на кратко, да ве заинтересирам, да ви го привлечам вашето внимание за темата која што е околу силата на искажаниот збор. Значи, нашата уста е како извор, ама од еден извор не може да тече и сладка и горчлива вода. Значи, ние самите избираме какви зборови ќе излегуваат од нашата уста. Или ќе излегуваат зборови за изградба, за благосостојба, или ќе се одредуваме тешка судбина. Така вели и во Светото писмо, во Матеј, во 12 глава, 37 стих, кој што вели по зборот ќе бидеш оправдан, но по зборовите ќе бидеш осуден. Само проклнувањето се всушност зборови или изјави од твојата уста, кои што изразуваат мака, безнадежност, болести, дека нешто величаш во твојот живот, фрустрации, нервоза, бес. И овие зборови се проклетства кои што сам на себе си ги нанесуваш, но за жал ги трпат и другите околу тебе. Самопроклнување може да бидат песните кои што ги пееш или рефрените. Денес, во денешно време, кај нас во Македонија има многу песни кои што се самопроклнувачки. Пример, умирам без тебе, по цел ден, по цела ноќ, прокледај овој живот или такви ситуации. Значи, 90% од песните во Македонија се со таква содржина. Исто така, кога се изговара деструктивни зборови. Не ме бидува за ништо, глупав сум, смотан сум, заборавам, немам концентрација, или пак кога се колне. Во Македонија и тоа е често застапено, кога се колни човекот, пример, жими мајка, жими татко или не знам какви други колнења во ситуација кога сака да му докаже на тој што му зборува дека е во право. Но, за жал, тоа е проклетство. Затоа треба многу да се внимава што се зборува. И нашата уста не е за колнење, туку нашата уста е создадена од Бога за да го слави Бога, да му се моли на Бога, да му се радува на Бога и да ги објавува Божите ветувања од устата. И верувам дека со ова ве замислив и ќе изберете да бидете од тој извор од кој што течи сладка вода. Така е, Оли? Така е, амин. Баш така. Би сакала да те прашам за другата категорија на проклетства, нели ни остана уште нафрлените проклетства и за тоа би можел малку повеќе да ни објасниш. Значи, нафрлени проклетства може да бидат зборови од луѓе кои имаат силна омраза кон тебе и кон човекот и кон семејството на човекот. Може да бидат изговорени зборови од луѓе кои завидуваат и им пречи напредокот од кариерата и било што и да е. Исто така, значи, може да бидат и од луѓе кои сакаат да се одмаздат на тебе за нешто што си ги повредил свесно или несвесно. И од тука излегува дека верата на тие луѓе во злото е толку голема што нивните зборови, клетви, внесуваат деструктивност во животот на човекот и во неговото семејство. Тоа може да се манифестира со немање радост, работа без успех и така натаму. Треба да се знае исто така дека и родителите и старателите со кои сме живееле во детството исто така можат да бидат луѓе кои нафрлуваат проклетство, но и благослов. Исто така, значи дека родителот треба да благословува, но доколку изрекува проклетство врз жената и врз децата, тоа може да биде многу важен фактор за насоката на животната судбина нели на оние кои биле подложени на овие клетви. Сепак Бог не би бил Бог ако не обезбедил решение за ослободување од проклетства. Па затоа Јули би те замолил да ни кажеш како ослободувањето од проклетство стапува на сила во животот на човекот. Така е, Оли. Амин. Господ има излез за секоја ситуација, дури и за проклетствата. Најпрво онако што би сакала да го кажам, а кој суштина на христијанството е да ви кажам што направи Исус на крстот за секој ден од нас. Бидејќи тоа е она во кој што ние веруваме и го кажуваме од нашата уста. Господ Исус Христос го победи сатаната во пустината, тој ги простуваше гревовите, ги исцелуваше болните, ги изгонуваше демоните од луѓето и со тоа го навестуваше Царството Божјо.
Господ Исус Христос беше распнат на крстот, тој ги зеде врз себе сите наши болести, слабости, сите проклества, преку неговите рани тој не исцели. Исус не откупи од проклеството на законот, откако стана проклество за нас, бидејќи е пишано во Галатјаните 3, бидејќи е пишано прокледа е секој што виси на дрво, а тоа е пишано во Галатјаните 3 глава 13 стих. Исус Христос е пролија својата света крв, со која не изми од грев, од вина, од сета осуда, не помири со нашиот Татко Небесен. Тој не спаси, ни исцели, ни подари вечен живот, ни даде ново срце, бидејќи ние сме во Христа нови созданија, срце кое што не сака да греши повеќе, срце кое што го слави Бога и му се потпира на Бога. Исто така Господ Исус Христос не откупи од канџите на сатаната, тој ни ги прости гревовите, Исус умре, беше погребан, но на третиот ден воскресна, Исус е жив, тој се вознесе на небесата и од десната страна на престолот на Отецот Небесен и му е одзеде власта на сатаната која што имаше врз нас, врз луѓето. И преку Господ Исус Христос ние сме нови созданија. Ние не сме повеќе деца на темнината, туку сме деца на светлината и на Бога му припаѓаме. Така. Оли, би сакала да продолжиш со постапката за тоа како треба да се одвива молитвата, но сакам да ги потсетам тие кои што не слушаат дека не е доволно само да го кажуваат овие факти, значи што направи Исус за нас на крстот, туку треба и силно да веруваат и да ги кажуваат од својата уста, бидејќи тоа е и нашата вера, она во која што ние веруваме. Точно. Јас би кажал дека молитвата е разговор со Бога, каде што човекот му се обраќа на Бог во името на Господ Исус Христос, кој е Божиот син, а е наш Господ и Спасител. Треба да знаеме дека Бог ги слуша нашите молитви, затоа кога ја кажуваме молитвата треба да бидеме искрени и понизни. Најпрво човек треба да исповеда и да признае да ги признае сите гревови што ги вршил до сега, клетвите што ги има кажано против други луѓе, против себе си, против своите најблиски, да ги признае пред Бога сите знајни и незнајни гревови на своите предци, како и клетвите што ги има слушано од некого и ги примил врз себе. Сето ова го признава пред Бога како да се негови гревови. Се покајува за извршените гревови, изустените клетви, за зборовите и оние што се извршени од своите предци. Се отрекува од грешниот начин на живот, бара прошка од Бога за се и многу важен момент е дека треба да прости за да му биде простено. Така е. Исповеда што направи Исус на крстот со благодарност. Се цитира Галатјани 3:13 што го спомна пред малку. Се заблагодарува на Бог за тоа што го ослободи од проклетството на законот и излезе од проклетство и влегува во благослов. Во име на Господ Исус Христос се прославува неговата победа над смртта, над сатаната, во неговото семејство и во неговиот живот. Сега, Јуле, мислам дека можеме сите заедно да кажеме една молитва. Би те замолил да ја водиш. Сите да се опуштиме, да повторуваме на глас со отворено срце, бидејќи знаеме дека Господ не слуша. Повели. Така е. Амин, Оли. Ајде сите заедно во молитва. Господе Исусе Христе, денес изјавувам со чиста совест дека грешев и не знаев за Тебе, Господе. Грешев и одев по своите патишта, мислев дека верувам во Тебе, Господе, но си терав по свое. Сега разбирам, Господе, дека сум војувал против Тебе. Во овој момент, Господе, се каам за секој мој грев, за се што извршив против Твојата волја, Господе, а го извршив со мисла, со збор, со однесување и со постапки, Господе. Се каам за секоја лага, за секоја клетва која што кажав од мојата уста, за се во кој бев соучесник, за се што е нечисто. Се каам, Господе, што се потпирав и што се надевав на луѓе, на пари, што посетував гатачи, бајачи, астролози, јасновидци, што се занимавав со суеверија, што се занимавав со тугите животи, Господе, што, Господе, држев до себе си и бев горд и суетен, но денес разбрав, Господе, и жалам, зашто сватив дека бев жртва на моите погрешни избори. Во овој миг, Господе, пред Тебе ги исповедувам сите знајни и сите незнајни гревови на моите предци. Господе, и жалам што, Господе, ги вршија тие гревови и се каам за секој грев кој го извршија во нашата семејна лоза. Во овој миг пред Тебе, Господи Исусе Христе, се покајувам за сите гревови кои ги вршев, со кои предизвикав стекнати проклетства врз себе, врз својот живот, и во овој час се одрекувам од моите зборови, кои ги кажав сам против себе си, што се колнев во моите органи, во мојот живот и во моите најмили, Господе. Во овој миг, Господи, исто така се покајувам што дозволив тугите зборови, тугите
клетви, тугите критики, тугите обвинувања, Господе, да влијаат врз мене, Господе, и се кам што бев жртва на истите. Со Твојата љубов сега, Господе, им простувам на сите кои што ме мразат, кои што ме осудуваат, кои што ме колнат, кои што ми завидуваат, кои што се сита додека страдам, што ми мислат лошо мене на моето семејство, што му мислат лошо на моите деца, што ми завидуваат, Господе, сите мои непријатели кои што се користолюбиви, Господе, јас им простувам од срце и те молам, Господе, да им дадеш да те спознаат како што јас тебе те спознав, Господе. Господе Исусе Христе, објавувам од мојата уста дека Ти си Божиот син, Господе, кој што дојде на оваа земја и изврши волјата на Отецот Небесен, Господе. За моите беззаконија Ти беше распнат на крстот, Ти ги зеде сите мои болки, болести, слабости и сите проклетства. Верувам дека со Твоите рани Ти ми обезбеди исцелување, Господе, и верувам дека со Твојата света крв ми изми од сиот грев, од сета вина, од сета осуда. Верувам дека ми ги прости гревовите и Ти го зеде моето место, Господе, и ја плати мојата казна. Верувам дека умре, беше погребан, но на третиот ден воскресна. Ти си жив, Господи Исусе Христе, и си вознесен на небесата, и сега си од десната страна на престолот на Отецот Небесен. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што сум Твое дете, и во овој ден, Господе, те примам за мој Господ и Спасител, и Ти си принцот на мирот, Ти си мојот Господ и Спасител. Мојава душа, мојот дух, моето тело, мојот живот, се предавам во Твоите раце, Господе, зашто знам дека Ти се грижиш за мене. Господе, дури дишам и треперам, Тебе ќе те славам, Господе, и Ти благодарам што моево име го запиша во книгата на животот. Фала Ти, Господи Исусе Христе, за овој ден, за оваа вечер, за оваа можност, Господе, која што ја имав, да разберам повеќе за проклетствата, што ме променуваш, Господе, што ме трансформираш, што, Господе, ги отргна сите пречки и бариери од мене, Господе, и што ми отвораш пат за отворено и во полна мера да ги примам Твоите благослови кои што доаѓаат од Тебе, Господе. Ти благодарам, Господе, што ме љубиш со Твојата совршена љубов и што ме учиш да ги љубам и моите непријатели и сите луѓе, Господе, кои ги познавам. Господи Исусе Христе, Ти благодарам што по Твоја милост спасението кој што ми го обезбеди сега станува активно во мојот живот. Господе, Ти благодарам што ме спаси, што ме исцели, што ме возобнови, што ми подари вечен живот. И сега, Господе, објавувам со мојата уста дека по милост Божја, во името на Господ Исус Христос, јас преминувам од проклетство во живот, во Божите благослови. Јас сум Божјо дете, ново создание во Христа, спасено, препородено, исцелено, дете кој живее и ужива во Божите благослови. Алелуја, фала Ти, слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Алелуја. Слава на Бога. Слава на Бога. Алелуја. Драги пријатели, јас ви привршувам и верувам дека ве заинтересиравме и ви го привлековме вашето внимание со сето ова кое што ви го презентиравме денес по Божја волја и милост. И би сакала да ви кажам дека сега од која страна, ето до оваа страна, ова е таа книгичка од која што и ние ги црпевме овие информации кои што ви ги презентиравме вечерва, Разрешување од проклетства од пастор Константин Кајшаров, која што, иако вака малечка изгледа, е многу богата со информации, многу полна со информации кои што отвараат очи и давате на поголема свесност за тоа како треба да живееме и на кого да се надеваме и да се подпираме. Оли, дали нешто би додал во поглед на оваа книгичка? Ние во Неготино викаме ситно, но динамитно. Ја препратуваме книгата. Значи, за се што ви интересира и ако сакате повеќе да дознаете, значи на пошироко е разработено баш во таа книга. Сега ве оставаме во Божји раце и во името на Господ Исус Христос да бидете благословени со сета Божја полнота. Крвта Исусова врз вас ве покрива невидливи за лукавиот, видливи само за Бог. Совршената Божја волја нека се исполни во животот на секој еден од вас. Шалом и Мараната. Шалом.